Нема физичка повреда на белите дробови кај новороденчето кое почина на 1 октомври на клиниката за гинекологија и акушерство. Се објаснува во патохистолошкиот наод од направената обдукција кај новороденчето. Причина за смртта кај новороденчето е респираторен стрес синдром, односно незрелост на белодробието на новороденчето, се наведува во извештајот. По отворањето на градната и абдоминалната празнина, васкуларните органи се со уреден анатомски статус и морфологија. Се објаснува во соопштението. Извештајот до медиумите го достави клиниката за гинекологија и акушерство, каде велат дека целиот случај ќе го решава комисијата од Министерството за здравство. Од клиниката за гинекологија објаснија дека денеска ги повикале родителите на починатото бебе и педијатрите им ги објасниле причините за смртта според извештајот на обдукцијата. И министерот за здравство Алиу рече дека треба внимателност за целиот случај. Процедурите се таму почнати според моите информации. Еве веќе при крај сме со извештаите од инспекторатот имаме, од работната група ќе видиме од клиничка гледна точка каков тип на извештај ќе добиеме. Исто така ќе видиме од Институтот за патологија каков тип на извештај ќе добиеме и на крај ќе бидете информирани соодветно. Се работи за човечки судбини, така да ќе ве замолам и сите заедно да креираме здравствен систем кој што секој од нас прво е потенцијален пациент и треба да верува. Од клиниката објаснуваат дека ќе постапат по сите правни процедури пропишани за евентуално поведување на дисциплинска постапка во рамките на дозволениот рок. Смртта на новороденчето во медиумите излезе 2 месеци по неговата смрт, со сомнеж дека педијатар направил погрешна интубација на бебето, пошто реагирала незината началничка. Докторката веднаш била префрлена на друг одел, а од ДСЗ посочија дека немало грешка во целата документација и процесот на разрешување на докторката. Од ДСЗ потенцираа дека детето било предвремено родено, имало проблеми со дишењето. Родителите на новороденчето побараа да им се каже вистината и дека ќе ја бараат правдата на суд.